Добро вечер во новото издание на емисијата 60 минути на Алфа. По 3-4 месеци договарање со мојот вечерашен гостин, професорот Димитар Рапасиев од Штипскиот универзитет, конечно ве дочекуваме овде во 60 минути. Добро вечер, професоре. Добро вечер, ви благодарам на поканата. Обично јас сум познат по дебатните емисии, но ми е мерак што вака ќе можеме во интервју формат да поразговараме за актуелни теми и случувања. Така, да објаснам само зошто е ваков формат, затоа што најголем дел од луѓето што ги прашав да учествуваат во дебата со вас, избегна да дојдат, дел од нив беа зафатени, зборувам наназад неколку месеци, и тоа е интересен феномен. Од што се плашат луѓето од вас? Треба ли да се плашам вечерва? Не знам што се плашат. Веројатно од аргументацијата која што ја приложувам. Појма немам, треба нив да ги прашате. Но добро, и овој формат ќе видиме како ќе го истераме. Јас мислам дека ќе биде убаво вечер. Да, ќе се обидеме да одговориме на дел од прашањата за кои што сметам дека сте сосема компетентни да разговараме вечерва. Ајде да започнеме со еден ваш статус од денеска, 7 години од смртта на Мартин Нешковски. Тоа работите и покрај тоа што голем дел од шарената револуција беа насочени, фокусирани во тој правец, сепак по промената на власта не се смени ништо. Така, Мартин Нешковски случајот беше преокретна точка во тогашниот антирежимски бран, бидејќи стануваше збор за млад живот. Ние тогаш уште ја немавме формирано левица, бевме дел од Ленка, Движењето за социјална правда, и тоа беше првиот пркос на претежно млади луѓе против полициската бруталност, и тоа со право. Баш денес се подсетив на онаа слика која што во своевремено сме ја шерувале од Ленка, каде што ние бевме во првите вечерта кога почнаа самите протести, значи наши активисти беа првите кои почнаа пред полициската станица Беко со протестот, и како минуваше час во час толпата се зголемуваше се повеќе и повеќе, и на рака беше напишана петицијата. И сега кога се подсетувам 7 години после тоа, ништо од тоа не е остварено. Например, првото барање беше итно распуштање на полициската единица Алфи. Дури една година по промената на власта ние се уште ја имаме единицата Алфи. Значи, го нема тој политички сенс, нека ја распуштат како символична победа на граѓанството врз бруталната полиција. Значи, нека ја преименуваат, не знам, али нека не биде Алфи, затоа што беше синоним на полициска бруталност. Имаше познати гачки во тоа време, од ганџа се умира ако те фатат Алфи, ако ви текнува. Второто барање на тогашните демонстранти беше да се воведе надворешна контрола врз постапувањето на полицијата, на МВР, но тоа ни до ден денес се нема случено, значи една година по промената на власта. И не само што се нема случено, внатрешната контрола целосно потврла и е заштитнички настроена кон полицајците. Тоа ќе ви го елаборирам преку примерот со нашите активисти, кои беа противправно лишени од слобода за време на мировниот протест против НАТО, показната вежба на плоштадот во Скопје. Имено тие извадија транспарент на кој што пишуваше против војните за профит. Не им беше дозволено да го истакнат на градскиот трговски центар и беа противправно лишени од слобода, ставени лисици и некои независни пратеници кои за жал тоа и го студираат безбедност, тоест го завршиле, не убедува дека тоа било легитимирање. Ние за тоа покренавме правна постапка против полицајците до внатрешна контрола, до Народниот правобранител и до Уставниот суд. Уставниот суд за прв пат, оние кои се бават со уставно право и ја следат проблематиката, знаат какво е тоа достигнување за човековите права. Најчесто кога Уставниот суд суди инконкретно во исклучителни случаи, обично тој суди ин абстракто, но кога суди инконкретно за повреда на човекови права, само еден случај според моје сознание има до сега, значи ова е втор случај кога тој зема јавна расправа да отвори по реферат на судија известител. Затоа најавата за оваа емисија одеше дека сте вие заедно со Левица партијата единствени до сега кои што успеале да го победат, речеме, МВР пред Уставниот суд. Така, да. На таа јавна расправа дознавме еден фрапантен податок, имено представничката на Министерството за внатрешни работи кажа дека
против полицајците се уште не е покрената ниту дисциплинската постапка, а камоли кривичната бидејќи е кривично дело против правно лишување слобода, ако е направено од страна на службено лице, тоа е па и квалификаторен облик на делото, значи полицаец да ве уапси без основ. Тоа значи дека МВР и покрај јавното кажување на актуелниот министер Оливер Спасовски дека ќе бидат преземени итно сите мерки, значи помина скоро година без никакво преземање на мерки против полициските службеници. Тоа само кажува дека е неопходна надворешна контрола врз МВР, бидејќи овој систем е нефункционален и тоа е во однос на она како почнаа протестите од Мартин Нешковски па се до сега, за жал, не гледаме подобрување во работата на МВР. Не си исполнете ветувањето и се мене ме интересира тука како го гледате вие овој процес на неисполнети ветувања како луѓе кои што бевте внатре во бранот кој што ја менуваше претходната власт. Ќе разберам дека сегашната опозиција има посебни емоции кон сегашната власт, политичка битка и вие имате политичка битка, се разберам, и тоа кога ќе видите дека огромен дел од тие јавни изјави, па дури програмски определби на сегашната власт, сега се занемеруваат, се занимава власт со некои сосема други работи. Што може тука да се интервенира како политичка партија, како интелектуалец водечки? Мора да се интервенира во промена во случајов на законската регулатива, бидејќи законите сега ги штитат полицајците, а баш кај што сами меѓу себе се штитат. Не стварно само за полицијата. Имавме ни препораки од Прибе во 2 наврати кои што апсолутно се ставаат на голем дел од нив. Имаме изјави дека нема да се менува уставот ако сакате околу името. Зборам се еден општ пакет каде што ветувањата не значат ништо. Па тоа говори за кредибилитетот на сегашната актуелна владеачка гарнитура, кој што патем речено го немаат веројатно. Тоа биле дадени паушални изјави со цел да се дочепат до власт и сега веќе пупу не важи. Значи тоа повеќе говори за нивното лицемерие и повеќе говори за исправноста на левица која своевремено беше обвинувана зошто го ситнела отпорот, односно зошто не отишла во коалиција со СДСМ. Ваквите штетни политики покажуваат дека тоа била стратешки најисправната одлука на партијата да не оди во коалиција со СДСМ, бидејќи ние немаме ништо заедничко со таа партија. Така. Од друга страна има ситуации каде што ветувањата се исполнети. Например, случајот Монструм, како правник претпоставам дека го следите, имаме ослободување на обвинети за убиството на 4 деци рибарот на Смилковското езеро, каде што немаме крунски доказ. Јас завршено новинарство, не сум правник, меѓутоа од филмови доволно е да гледате американски со судски процеси да видите дека без крунски доказ не може да се поништи една цела пресуда. Јас тој случај го читав како еден дел од тиранската платформа. Не знам дали е политички дил или нешто, меѓутоа како правник не можам да си дозволам да коментирам бидејќи го немам видено сериозно ниту пресуда имам прочитано, ниту сум во тек со случувањата, така што би се воздржал коментар од аспект на правото. Но доколку станува збор за политички монтировки или се сеќавате дека требаше да чуеме бомбата за тој случај и родителите обвинуваа и никогаш не ја чувме, трагично е ако има нешто да се крие. Значи ние сме на став дека се што е поврзано во бомбите со тој случај би требало да се обелодени. Впрочем тоа беа и препораките на Венецијанската комисија, сите бомби да бидат обелоденети за да се види докаде се одело со тие местенки, па и во случајот и на судството. Меѓутоа од правен аспект навистина не би можел да го коментирам. Немаме доволно освен изјавата на сегашниот премиер кој што во разговор со родителите на децата претходно велеше дека ќе извади материјали кои што темелно ќе ја променат целата ситуација, за после да тврди дека, ако не се лажам, разговарале за земјоделски субвенции со еден од луѓето што се спомнуваат во бомбите. Но не се, очигледно дека се работи за политика која што дел од нас можеби не може да ја разберат. Како левица се бори за социјална правда, и претходно како ленка движењето, сега видни представници на власта ве обвинуваат дека всушност вие со вашиот став контра НАТО работите контра подобрување на социјалниот статус на граѓаните, затоа што според нив НАТО практично значи гаранција за подобар социјален статус на сите граѓани.
Па не, тоа се мантри. Да, ние ги прочитавме овие перјаници на властодржците како не обвинуваат за националистичка левица. Ние имаме президиум кој што број 7 луѓе, од тие тројца луѓе не се македонци. Значи во највисокиот партиски орган извршен, тројца луѓе не се македонци. Ние имаме согласно скромните ресурси со кои што располагаме, имаме само еден вработен во партијата и тоа е Албанка од Битола. Значи нас кои не обвинуваат за национализам. Значи тоа се нарачани текстови кои нас не допираат во нашето политичко делување, бидејќи нашите намери се искрени и отворени. Во поглед на НАТО тоа се мантри за кои што можеме надолго и на широко да расправаме, кои што нашиот сектор за надворешни работи ги поби во секоја најмала ситница, имено на Македонија не и треба НАТО. Македонија е земја со европска, не со натовска култура, немаме ние милитарен менталитет. НАТО е реликт од студената војна, кој што со текот на историјата би завршил на буништето на историјата, затоа што Македонија во случајов нема потреба ниту воено стратешки од НАТО, затоа што сите околу нас ќе бидат НАТО и нема само Србија и Косово сега не се во НАТО, значи тој аргумент отпаѓа. Потоа НАТО не штити нас од меѓусебна етничка или граѓанска војна, што е најголемата безбедносна закана за Македонија. Значи тоа имате случаи во земји членки на НАТО каде што имате внатрешни судири и НАТО не интервенира. Значи тој аргумент исто така отпаѓа. Потоа отпаѓа и аргументот дека НАТО е услов за членство во Европска унија, да се разбереме, левица е за членство во Европската унија, но во една реформирана и лева Европска унија, но не сме против, како што исто така се обидуваат да спинуваат дека не сме против ЕУ, но членството Ниту пак сте за Русија. Не, апсолутно. Значи ние тоа да го расчистиме, голем дел од луѓето. Тоа се спинови на овие новинари кои што пишуваат колумни нарачани против левица, значи не е услов, постојат 6 земји кои што се членки на Европската унија, а не се членки на НАТО. Понатаму не е точен наводниот аргумент дека НАТО носи економски просперитет, впрочем средствата кои што моментално се одвојуваат за буџетот за одбрана, според стандардите на НАТО, да се достигне тој 2% буџет од GDP за НАТО, би требало, според моменталната статистика, да пораснат за 6,5 пати повеќе. Значи, тоа значи дека Македонија ќе биде обврзана да дава 6,5 пати повеќе пари за воена опрема, за окупации на други земји, во Ирак, во Авганистан и така натаму, наместо да инвестира, не знам, во патна инфраструктура, во бесплатно здравство, во покачување на плати на лекари, на професори, во бесплатно школство и така натаму. Потоа не е точен впечатокот дека НАТО носи демократија. Видете ја само Турција. Таму имате новинари кои што се апсени, затварани за изречен збор, за навреда на ликот и делото на Ердоган. Значи, НАТО е класичен воен сојуз со своја хиерархија, со своја војска, но тој нема никаква врска со демократијата. НАТО е агресор, впрочем, НАТО е најголемиот кршач на меѓународното хуманитарно и милитарно право. Тоа го видовме и на наш грб, имено на 50 км од главниот град наш се фрлани бомби со сиромашен ураниум. Сега се формира и комисија за истражување на тие случаи каде што имате заболени од рак, особено на Косово и во Јужна Србија. Видите го случајот со Либија, со Ирак, каде што НАТО интервенира без дозвола на Обединетите нации, што е флагрантно кршење на меѓународното право. И на крајот на криштата, со текот на годините, полека но сигурно се зголемува антинато расположението во Република Македонија и левица во случај на иден референдум за изјаснување на граѓаните за влез во НАТО, ќе работи на кампањата против влез во НАТО, бидејќи ние сметаме, за разлика од советниците на премиерот, Пендаровски и оној другиот го заборев како се вика, за разлика од нив, ние сметаме дека во случајов применлив е членот 120 од Уставот, бидејќи кога станува збор за сојуз или заедница со други држави е облигаторен референдум и граѓаните мора да се прашаат за членството во НАТО, а не тоа да биде одлука на политичката елита собрана во собранието. Вториот дел од референдумското изјаснување за независност на Македонија практично.
влегување во сојуз. Да, во сојуз, но тогаш беше со југословенски други држави, да. Сега е со Така. НАТО, што е сосема различно. Да ве прашам нешто со оглед на тоа што мислам дека Европската унија нема да се промени себе си во тој правец во кој што ви очекувате кон левицата, на евентуален референдум за влез во Европската унија, иако нема да биде пред 2027-2028 година најмалку, како ќе се постави левица? Па тоа е хипотетички. Јас мислам дека ние ќе остареме и нема да влеземе во Европската унија. Можеби јас и така сум побелена косата на млади години, можеби ќе бидам скроз побелен кога ќе зборуваме за истите овие прашања. Така што со вакво темпо на реформи, на корупција, Македонија ќе треба можеби 2050 да влезе во Европска унија. Така што ова е што би било кога би било прашање. Кажав дека Македонија е, тоест левица е проевропски ориентирана, но е анти-НАТО ориентирана. Така. Професор Димитар Апасиев, член на президиумот на Левица, остануваме со вас и по кратката пауза за реклами. Се враќаме во студиото на Алфа. Мој вечерашен гостин во 60 минути Димитар Апасиев, професор на Универзитетот Гоце Делчев во Штип и член на президиумот на партијата Левица. Професор, зборевме претходно околу неостварените ветувања на оваа влада, дел од остварените. Ако се земат во предвид анкетите, например, минато неделната на МЦМС, Телма и М Проспект проведена од нив, 49% од македонските граѓани се задоволни од работата на владата, 48% не се задоволни. Како од ваш аспект го толкувате ова одење по линија на македонските граѓани? Вакво нешто одамна немало во Македонија, зборам во последните 10 години. Толку ли се поделени македонските граѓани? Па веројатно се. Да ви кажам, во однос на овие анкети, јас сум човек кој не ги следи тие работи. Според мене анкетите во Македонија служат за да креираат, а не за да измерат мислење. Така што јас делувам по интуиција и по знаење, а не по анкети. Значи, мене не ми значат ништо. Сетете се само според анкетите, Левица требаше сега да биде парламентарна партија, според последните анкети 2 дена пред избори, но не станавме парламент. Така што тие анкети се, не знам, според мене се ирелевантни. Социјалдемократскиот сојуз се покажа како крајно неспособна да се справи со проблемите. После 11 години опозиција, вие треба во првата година од власта да газите, значи да се осети оптимизмот, да се осети желбата за промена, тоа нешто го нема. Мојата најголема замерка кон Социјалдемократскиот сојуз е тоа што тие ја убија надежта дека може поинаку, и тоа е најголемиот нивен греф за кој што тие ќе си платат соодветна политичка цена на наредни избори. Јас прогнозирам со мојот кредибилитет дека ќе им се случи процес на пасокизација на СДСМ, дека со вакви штетни политики можат да бидат збришани на едни избори, како што тоа му се случи на неприкосновениот пасок во тоа време од страна на радикалната левица на СИРИЗА. Во левичарските кругови ние Социјалдемократскиот сојуз го перцепираме како владеачка класа, а не како владеачка партија. Имено тоа се црвено-буржујска партија, бизнис партија, која што нема никакви допирни точки со левичарењето и впрочем нашите мајки и сестри се чистачки во домовите нивни, така што ние сме класни непријатели нивни, и од тука е тој анимозитет кој доаѓа помеѓу нас и помеѓу нив како фејкерска некоја си елита. За разлика од нив, Левица е сосема автентична лева партија. Тоа е продукт на една левичарска ферментација преку разни движења кои што почнаа од 2008 година па се до 2016 додека ја основавме Левица. Значи тоа се активисти кои гинеле на терен за левичарска кауза, кои се уште се по судови. Ви текнува дека од кога станаа власт беа повлечени сите кривични пријави за шарените со СДС, а за нашите шарени се уште се водат процесите против Демири и против Савески за палењето на, тоест за руинирањето на канцеларијата на председателот на Рекорд. Да. Што ви велат вашите довчерашни колеги во битката против пронешната власт? На што се должи ова? Па појма немам. Судството е независно, нели? Не, какво независно. Тоа се должи на политички договор, веројатно, да бидат повлечени. Го видовте за Павле, беше повлечен. За Павле Богојовски, пратеникот на СДСМ.
тој го гласаше како пратеник изборот на обвинителот, овој си го повлекува. Значи тој е класичен дил помеѓу нив, додека нашите активисти се уште се по судови, им се запретени затворски казни. И видите сега, има еден момент каде што ние говориме за легитимна партија која е основана по сите закони на Република Македонија и од што сме ние, бидејќи јас предавам во Штип имаат една убава локална фраза, вика вие сте тепани кучиња. Ме разбирате што е? Значи ние од што толку се научивме на ќотекот и од претходниот режим и од новиот режим, ние дури го сваќаме како нормално. Не е нормално вие да имате највисоко раководство на политичка партија против која се води кривичен прогон со години. Тоа е нормално можеби во Турција против курдите, ме разбирате, но не е нормално во една европска држава. Тоа не е нормално. Левица е најрепресираната политичка партија од кога постои политичката сцена во Република Македонија. Прво, прашање, Македонија е нормална држава? Па сами оценете од ова што ќе ви го кажам. Значи прво во процесот на формирање наидовме на многу пречки, што законски, што противзаконски пречки. Откако успеавме да се регистрираме, наидовме на процес на кој што ќе бевме првата партија против која беше побарана привремена судска забрана за учество на избори. Тоа ниту се десило некојаш, ниту пак треба да се случи во... Имаше привремена мерка против Левица со судија, со официјален допис на 3 дена пред избори да ни се забрани да учествуваме на избори со фейк образложение дека нелегитимно сме ја донеле одлуката за некоалицирање со СДСМ. Значи тоа се тие тајни удбешки методи кои се користат за разнебитување на партиите. Следно имаше нелегитимен обид за превземање на Левица по судски пат со платени адвокати од страна на сега владеачката партија, кои што си одржале паралелно собрание со нашите органи, каде што викнале нотар, па тие завериле, па отишле во суд, па таму се тужевме за да ни ја преземат партијата и пола од тие почисти кои ние ги викавме, сега нивните деца се вработени во администрација, што само ги зголемува со мрежите дека тоа е директно иницирано од еден центар на МОК. На крај имате неповлекување на кривичните пријави и по смената на власта за нашите активисти. Значи Левица и сето тоа на крајот ќе ги речат вие сте маргинална партија. Па зошто толку пизма ако сме маргинална партија? Зошто толку прогон ако сме маргинална партија? Меѓутоа народот полека сваќа дека изборот помеѓу СДСМ и ДПМН е избор помеѓу змијата и магарето и рейтингот на Левица, според ние ги гледаме и членските пристапници кои што електронски се пополнуваат кај нас, од ден на ден расте. Особено расте со млади луѓе, што мене ме окуражува како млад човек, затоа што до сега имавме слика на апатична младина и овој процес на политичко активирање на младината е добар, затоа што дава перспектива за нови, храбри лица, храбри политики и така натаму, што нас ни дава инспирација да истраеме во оваа борба. Не верувате во анкетите, меѓутоа последната анкета на МЦМС покажува раст кај вас од 1,7%, што е некаде околу 40.000 луѓе, што повторно велите дека не значи ништо, меѓутоа сепак е некаков показател. Да, показател за мене се членските кои што се пополнуваат секојдневно. Значи расте бројот на Левица, ние имавме само 4 локални ограници, сега имаме 22 за една година, така што Левица зема залет, тоа е добро и во поглед на тогашната па и сегашниот, бејќи нема ние да се промени овој изборен модел кој што е така скроен да ги уништува помалите партии, ние се залагаме за една изборна единица. Во случајот со нецели 13.000 гласа кои што Левица ги освои легитимно на избори, не зборуваме за тоа колку ни беа украдени, поништени и така натаму. 13 нецели илјади гласови, да беше една изборна единица, ние ќе влезевме со еден пратеник и ќе бевме сега парламентарна опозиција, но бидејќи системот е така скроен да оневозможува да делуваат парламентарно малите партии и плюс овие репресалии кои се прават, можете да замислите во какви услови ние тоа градиме. И последното, кое што исто така е индикативно, е тоа што Левица во хајката која се води против неа се најде на списокот на партии на кои што им е оневозможено државното финансирање кое по закон ни следува.
Впрочем, ако по сегашниот закон за финансирање на политички партии, ако освоите над 1% од изборниот цензус, од активното гласачко тело, вас ви следуваат одредена сума од буџетот. Во случајов, нас ни следува околу 80.000 евра. Тие 80.000 евра никогаш не ни беа исплатени. Прилично висока сума за политички субјект како вашиот. Па видете, ВМРО и СДСМ земаат милионски суми по истиот тој закон, ме разбирате. И таму има разни малверзации. Ние го добивме списокот од Министерство за правда. Имате партии кои не се активни, како Титови леви сили, например, кои со години добивале државно финансирање. По кој основ добивале? Но тоа е друг проблем. Проблемот на левица. Од 80.000 евра колку што ни следуваа, ни беа исплатени 20.000 евра и сега со одлука на Министерот за правда, овој кој што си отиде, објавена во службен весник, и тие 20.000 ни се запрени и сега ние се тужиме до управен суд, може да се тужиме година, две. Разбирате, нивната одлука произведува правно дејство, ние не можеме да ги користиме тие пари и левица се уште се финансира од членари. Да. За не бидеме обвинети дека преме политичка промоција так. На вашата партија од страна на Агенција за медиуми, кој што постојано има некакви пријави кон Алфа. Ајде да се префрлиме малку на проблемите што сега постојат во Македонија во контекст на владата, рековте претходно неспособна, нема капацитет да ги промени работите во оваа прва година. На што најмногу се должи ова пропаст, да речам, во владењето на СДСМ во последнава година дена, на кадровските решенија, на корупцијата, на незнаењето, на неспособноста? Вие имавте пред неколку дена едно јавно обвинување за генералниот секретар на владата, кој што по дефиниција и по позиција е на највисоките места во администрацијата на Македонија. Драги Рашковски, го обвините дека лажно прикажал дека има 2 докторати, дека вториот докторат практично не постои. Така, ќе се вратиме на Рашковски, тој е помалку битен, да видиме за ова штетност од владењето. Штетноста се гледа во економската политика. Имено не постои ни запирка разлика помеѓу економската политика на десничарската ДПМН и на квазилевичарската СДСМ. Впрочем, и двете партии водат погубна и штетна неолиберална политика. И сега да не зборуваме сега со политички термини, да им биде појасно на граѓаните што е тоа неолиберална политика, фундирана две основни премиси во економија. Прво, ги зголемувате класните разлики. Според Джини индексот, Македонија е најкласно раслоена држава во Европа, а можеби и во пошироки рамки. Тоа значи дека секој ден богатите во Македонија стануваат се побогати и секој ден сиромашните во Македонија стануваат се посиромашни. Се зголемува јазот помеѓу нив. Тоа е едната одлика на неолиберализмот. И втората е дека вие ги редуцирате јавните услуги кои им ги давате на граѓаните. Она што до вчера било бесплатно, од утре станува платежно средство, ме разбирате. Значи, пружањето на јавни услуги, не знам, немате пари за студии, ќе си останете без факултет. Немате пари да се лекувате, ќе умрете. Тоа е штетноста на економската политика. И тука немате разлика помеѓу двете партии. Она што левица го залага е редистрибутивна политика. Тоа значи прогресивна даночна реформа, во која што вие нема да ги одданечувате трудово интензивните дејности или интелектуалниот труд, туку ќе го одданечувате капиталот. Тоа значи ќе одданечите јахтата на вице-премиерката во грчко пристаниште, ќе го одданочите Масаратито на вице-премиерот Ангјушев или неговото Порше, затоа што тоа ќе воведете данок на луксус или корпоративен данок на добивка. Значи, од тука се големите пари кои што ќе пополнуваат после здравство, школство и така натаму. И ќе воведете антилихварска банкарска политика. Тоа значи дека нашите банки во моментов се лихвари. Значи, по сите дефиниции правни, тие се лихварски. Само, пошто јас римско право предам, ќе кажам еден пример. Во римското право, каматата не смеела да надминува 6%. Значи, кога ние сме биле под Римската империја, подоцна дошла Византиската империја, подоцна Отоманската империја, значи македонецот во Турско да земел кредит од Отоман банк била со по-добри услови кредитни, отколку сега македонецот да земе, ме разбирате, да земе кредит од комерцијалната банка. Ако знаете дека 90% од вработените
Значи не од сиромашните, бидејќи тие се деловно способни, ама кредитно неспособни. Тие не можат ни да земат кредит. Од овие кои можат, најчесто тоа се вработени у јавна администрација, од тие 85% имаат кредити и живеат во должничко робство на банките. Значи тука се двете клучни реформи по кои што една левичарска влада треба да предничи. Немате ништо од тоа и бидете убедени дека никогаш и ќе немате, бидејќи го имате крупниот капитал за советник на премиерот. Наместо синдикалец да биде советник на една социјалдемократска партија, тој го има крупниот капитал како советник и бидете сигурни дека сите понатамошни измени ќе одат во тенденција на укрупнување на тоа богатство, а не во тенденција на намалување на сиромаштија. И сега за Рашковски може, а да не го забрави. Предходно, еден ваш колега, предходно од Левица, сега советник во Министерството за финансии. Ако не се лажам. Алудирате на Бранимир Јовановиќ. Да, тоа е еден од методите на големите партии како да ги кога ќе видат квалитетен кадар, бидејќи Бранимир важеше за познавач на економијата и во Левица, тој беше еден од основачите на Левица, тие го кооптираат. Значи има неколку методи како да ви ја рушат партијата. Ако сте храбар ќе ве истепаат, ако сте подметлив ќе ве подметат и сега во случајот станува збор за кооптација. Имено на Јовановиќ му беше понудено советничко место кај министерот за финансии Тевдовски. Тој тоа го прифати, партијата тогаш се огради од неговото однесување, но не преземавме ништо, се до моментот кога тој стана апологет на штетните политики, значи ние не го санкциониравме затоа што прифатил, туку затоа што стана апологет на штетните политики кои длабоко одскокнуваат од нашето разбирање на левичарството и президиумот донесе одлука да го замрзне неговото членство, така што тој де факто не е веќе член по одлука на президиумот. Така, вториот момент, метод со кој што се бори и ова и било која друга власт, предпоставуваме со некои чудни изјави како што даде пратеничката на СДСМ од Пехчева, ако не се лажам да не го споменувам името, кој што кажа дека не е проблем 3 денари повисока цена за дизелот, затоа што најголемиот дел од македонците се сиромашни и не возат автомобили, немаат автомобили. Како го објаснува тоа? Дегутантно е да се тоа е таа пратеничката ако ви текнува кога беше влезот на овие демонстрантите која се симнуваше од тарасата од фоајето, да. И која што има земено 11,4.000 евра за 10 месеци за патни трошоци. Ако имате грам морал, вие веќе од утре дента не треба да бидете пратеник. Или ако Социјалдемократскиот сојуз е доблесна партија, треба да побара да си го врати мандатот, бидејќи тоа е навреда на јавната интелигенција, онака. Мислам, дегутантно ми е дури да ја коментирам искрено. Го спомнав предходно генералниот секретар на владата Драги Рашковски во контекст на кадровските именувања, го имавме скандалот со командант Хоџа, го имаме еден Љубе Бошковски кој што никогаш во животот не работел странски инвестиции, сега со странски инвестиции. Како ги толкувате овие? Немаат луѓе во владата или пак се работи за лични некои конекции? Веројатно лични, не знам. Знаејќи го фактот дека генералниот секретар на владата беше дел од контрапленумот, јас бев дел од пленумот студентски. Значи тој негираше дека рече дека некој друг го потпишал. Да, така. Како што сега вика дека е приватна работа докторат. Ве молам бидете сериозни да не си ја подценуваме паметта. Значи тој е човек кој зад себе има најмногу афери од целиот владин состав во последнава година. Се сеќавате, бабата беше вработена на 2 позиции, па по притисок на јавноста таа се повлече, мислам дека, па тој се само прокламираше за член во управен одбор на Телеком или на некоја од тие, на акционерско собрание, ако не се лажам. Па потоа кумашинот со адвокатските услуги да му ја води ова, бидејќи е слаб правник и не знае право, па мора да ангажира адвокати. За слаб правник може да добиете прекршочна пријава за клевета? Па нека повели, ќе го докажуваме на суд тоа. Значи, тој спаѓа во класична... Но не ве тужи за вашето тврдење дека нема втор докторат? Па нема втор, затоа не може да ме тужи. Имено, тоа беше плод на моето истражување, кое што го направив последниве денови, по добиени сознание дека тој всушност ја лажирал својата биографија. Имено на владиниот сајт се уште и 3 дена по објавување на скандалот стои дословно. Вели, на истиот факултет, мислејќи на Јустинијан I, се стекнал и со 2 докторати и ги дава имињата на докторати. Значи, тој си пријавил лажно дека има втор докторат. Тој е избран на 5 јуни лани. Значи, на 5 јуни 2017 година. Во билтенот на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје,
број 1149 од 30 јуни, значи месец дена откако е избран, е објавена одлука на Наставно-научниот совет на Правниот факултет во која се вели над страна 30 преглед на прифатени теми за изработка на докторски дисертации, каде што стои оваа негова втор докторат. Дигитализација, автоматизација на комуникација на граѓани со јавна администрација, така му се вика. Сега секој што малце знае, зборувам за високо образование, според постоечкиот правилник на УКИМ за трет циклус студии, од пријава на тема до одбрана на тема има разлика колку од тука до Стамбул, колку од зачнување до пораѓај, ме разбирате, можат да поминат година дена, година и пол, 2 години. Во случајов поминала година, тој се уште го нема одбрането. Не само што го нема, тој нема ниту позитивна рецензија објавено за истиот. Може би и никогаш да не го одбрани, ако му дадат негативна рецензија, значи се формира комисија. Но тој си пишал дека има 2 докторати и 3 дена по објавување на скандалот, вие немате официјален демант, дури немате ни повлекување на биографијата, која што е лажна во случајов. Јас мислам дека тој спаѓа во она што еден хрватски професор Кангарга го нарекува многу символично име шверцери на сопствените животи. Тоа е таков калибар на луѓе кои што во политиката не траат долго и јас мислам дека прашање на деновие кога премиерот ќе свати дека political costly му е ова, дека овој лик многу го кошта политички и дека неговата кариера во политиката ќе заврши набрзо. Се надевам, ако има дослух со јавното. После толку многу афери, скандали со дотично Драшковски, навистина е чудно зошто некој толку многу би толерирал, би држал во владата човек кој што објективно носи негативни поени, како што се случи и со директор на Агенцијата за млади и спорт кој што се прогласи за уредник на таа контроверзна книга кој што имаше антиалбански пораки и така натаму. На што се должи повторно прашувам? Зар нема други луѓе да го заменат Драшковски директорот за Агенцијата за спорт? Има други луѓе, меѓутоа треба да го прашате премиерот за ова, јас искрено не знам. Јас се надевам дека ден поскоро тој ќе го промени кога ќе свати дека станува збор за човек кој манипулира и со собствена биографија, и со власт, и со злоупотреба. Не заборавајте дека ние во Шарена револуција протестиравме против злоупотребите на позицијата за лично богатење, за непотизам, корупција, криминал и така натаму. А сега го гледаме истото од најблиските соработници, што е нонсенс за една прореформска влада. Вака делувате прилично скромно, ваши колеги велат дека сте били еден од најбрилјантните студенти на правниот факултет. Сте били рамо до рамо со сегашниот премиер во Шарената револуција. Ве повикал ли премиерот Заев на консултации, некакви на разговори откако дојде на власт? Не, во поглед на моето CV е јавно достапно, можете да го видите. Јас сум студент кој дипломирал, магистрирал и докторирал со 10.0 просек без ниту еден преполаган испит. И не сакам, мене титулите не ми значат многу, во политиката е гладиаторска арена, таму не ти значат ни титули, ни ништо. Во поглед на прашањето за контактите со Заев во животот си имам сретнато 3 пати, но секогаш пред да стане премиер. Значи, од кога е станат премиер, јас немам никакви контакти со него. Нашите контакти беа за време на Шарената револуција и толку. Значи, дали може би имате контакти некакви со сегашниот лидер на ВМРО ДПМН, новиот лидер Христијан Мицковски? Затоа што не. Последно време повторно една мантра, особено со вашата критична пријава против премиерот Заев, во кој што го обвинувате за поставување на Македонија во позиција на подчинетост кон Грција, има една мантра дека ете вие сега одработувате за ВМРО ДПМН. Во тој аспект да прашам дали имате. Во сегашните провладини медиуми ја верглаа таа мантра, тоа име PR агит пропаганда на овие колку беа 120 советници за PR во влада во она Министерство за вистината. Значи не, со Мицковски не го познавам, човекот се немам сретнато во животот, а во поглед на кривичната против премиерот која што ја поднесовме уредно заверена, еве со штембил од јавното обвинителство, ние поднесовме кривична пријава за сторено политичко кривично дело или антидржавен криминалитет по член 308 од КЗ, од Кривичниот законник, за загрозување на независноста и доведување на Република Македонија во положба на подчинетост спрема странска држава, во случајот тоа е Грција, затоа што
цениме дека ветувањето кое што актуелниот премиер го дал на странски премиер, дека ќе стори се што е во негова мог да помине име кое е различно од уставното, спаѓа во во описот на битието на делото и сега не е наше понатаму да цениме, бидејќи овие дела спаѓаат во дела за кои се гони екс официо, односно јавниот обвинител по службена должност треба да постапува и нашите ингеренции завршуваат со поднесување на пријавата. Значи ние не можеме понатаму да го тужиме евентуално премиерот. Она што можеме е ако оцениме, нашиот правен тим ако оцени дека има моменти на здружување заради вршење на делото, што е квалификаторен облик во смисла ако и министерот за надворешни работи учествувал во тоа подведување на подривање на независноста, да ја прошириме евентуално кривичната пријава и против него, но до тука се нашите ингеренции. Веројатно против тие членови на македонскиот експертски тим кои што до петок беше во Атина преговараше, дали тие може да бидат офатени? Да, делото е само граѓанин на Република Македонија. Ако имале странци не може да одговараат, но ако се државјани наши, тогаш може да одговараат. Во поглед на тој експертски тим, јас мислам дека нашата дипломатија длабоко каска зад грчката дипломатија. Имате треторазредни чиновници кои што ги водат овие процеси и затоа секогаш каскаме зад нив. Впрочем, до ден денес најголемиот чувар на македонскиот идентитет, колку и да звучи парадоксално, се грчките националисти кои што не даваат да се промени името. Да беше до нашите политичари тие одамна ќе го дадеа името, така што во овие процеси јас мислам дека нема капацитет Социјалдемократскиот сојуз да ја протурка агендата за која што ги тапшаат по рамо од странство, а тоа е промена на името, бидејќи тоа е и правно и политички невозможно во ваква констелација. Така, пред да се префрлиме на темата име, мислите дека вашата критична пријава против премиерот Заев, евентуално против некои други негови соработници, може објективно да биде разгледана и да биде преземена нешто од јавното обвинителство во ситуација кога претходно сите видовме дека премиерот, дека беше градоначелник на Струмица, нуди, односно се извинувам, бара пари, како во снег на мито, па беше слободен. Повторно ќе се задржам бидејќи сум професор по право, морам да се држам до правни стандарди на презумпција на невиност и на некој професионална етика. Не би преюдицирал што би постапил актуелниот јавен обвинител, но пазете, ова дело застарува за 10 години. По 10 години можеби нема да биде тој обвинител или тој премиер, ме разбирате. Па некој друг можеби ќе го отвори случајот. Така што ние нашето си го завршивме и понатаму не преюдицираме каков би бил исходот од процесот. Да се префрлиме на темата име. Верувам дека многу малку луѓе од македонската јавност знаат дека вие сте уредник, не автор, туку уредник заедно со професорот Шкарич на една, би рекол, базична книга во представување на проблемот со името, издадена 2009 година, ако не се лажам. 2008 првата и 2009, да, еве ги книгите се до мене. Јас баш кога ми спомна дека ќе ме каниш сум ги заборавил. Значи да, тогаш бев демонстратор на правниот факултет и со професорот Шкарик во групата на студенти по уставно право, со две генерации студенти правевме едно истражување кое што излезе книга прво на македонски од 700 страни, па потоа на англиски од 800 страни и сега е во подготовка германското издание, бидејќи и германските издавачки куќи се заинтересираа. Тоа е на ниво на монографија за спорот. Значи, се што сакате да знаете за македонско-грчкиот спор со името, ги имате во овие книги. Мене ме радува што ти го следиш процесов, па си многу од медиумите не ни знаат за ова, бидејќи тогаш јас бев на почеток на кариера, немав ниту звања, ниту бев демонстратор. Така што морам да признам дека во мојата секојдневна работа се консултирам со ова издание. Ова со одговорност тврдам дека видете, професор Шкарик е алфа и омега во правото. Значи, ова е најдобрата книга напишана. Тогаш бевме тројца уредници и Владимир Патчев, да не го изоставиме, еден правник, кривичар.
и околу 20 на студенти кои што позади дел од нив се сега и универзитетски професори, асистенти, познати правници од фелата, адвокати и така натаму, и направивме една педантна истражувачка студија која што е буквар за спорот со името. Значи можете се што сакате ве интересира, резолуции, декларации, ставови и така натаму. Изјави, да. И да, и е многу интересно, едно баш сега кога ме викна, ја пролистува. Ова покрај тоа што дава историјат, значи како се одвивел спорот, кои биле ставовите, истовремено книгата е скенер на лицемерието на актуелните фронтмени на пропагандата за промена на името. Ќе видите како тие со текот на годините ги менувале своите ставови во зависност од тоа која жиросметка им проработела. Еве, на пример, Фрчковски вели во тогаш 2008 вели без двојна формула нема излез од спорот, а сега вели сосема друго, сега вели да се прифати. Или на пример актуелниот министер за надворешни Никола Димитров тогаш вели уставното име е последниот бастион и столб на државноста. А сега се заговара за промена на. Значи, оваа книга, оние кои ќе ја прочитаат, им нуди скенер како тоа едни исти ликови во текот на годините, без око да им трепне, си ги менуваат ставовите од радикални испревртени позиции во зависност од тоа која лоби група работи подобро и така натаму, што покажува за нивниот кредибилитет во јавните настапи, а не за нашиот. Професоре, кредибилитет важен збор ли е? Важна позиција ли е во моментот во Македонија? Па, според моето сваќање на политиката, бидејќи јас не ја сваќам политиката како лукративна дејност и дејност за богатење, туку во старата античка смисла на вештина на можното, вештина на подобрување на животот и благосостојбата, донесување среќа на луѓето, кредибилитетот е основна субстанца со која што вие мора да располагате. Немате ли кредибилитет, подобро да си заминете од политичката сцена. Тоа е сепак лична позиција. Добро, јас така го разбирам. разбирам. Дел од луѓето во моментов подобро е да останат во политиката, без разлика колку се критикувани, колку се во тешка ситуација и лична. Освен тоа што сте член на Ленка, и сте многу вака outspoken, многу јавно настапувате прилично оштри ставови, бевте, да го употребам зборот, плюкани, поради тоа што се потпишавте на иницијативата на 200 интелектуалци во кој што барате прекид на разговорите за името. Очекувавте ли толку пизма против вас? Да, очекувавме, знаејќи со какви карикатурални ликови располагавме како опоненти. Јас се потпишав по контакт на професорката Ванковска и кога видов дека и професорката Силјановска се има потпишано, јас го давав мојот потпис и стојам на ставот дека Македонија треба да ги прекине. Инаку не броеле, не знам дали знаете, не броеле колку 200 и нешто потписници, подоцна тој многу кратно се зголеми број. 12-13 илјади луѓе веќе. Таа петиција, доби вирални размери. Јас бев 18 потписник, ако веќе ми го бројат кои сум бил, и кружат шпекулации дека прво потпишаните 20-тина им се чешлаат досиеата за тоа како тие докторирале, како тие магистрирале и слично, и јас со душа го чекам тој записник, бидејќи немам се уште официјални податоци дали моето досие е чешлано, и тоа само зборува за мизерноста на нашите политички опоненти. Се обидувам да разберам. Тврдите дека сегашната влада се обидува да се одмазди на луѓето што се потпишале на петицијата и ги чешла нивните досија, како тие докторирале и како тие магистрирале и како тие биле избрани во звања. Ова се уште непотврдени информации, значи за разлика од докторатов овој на Рашковски кај што имате потврден, овие ми се непотврдени и би ги обзнанил своевремено кога ќе добијам релевантни информации. Ако е вистина, тоа само кажува за мизеријата на впрочем, да ви кажам, јас со истата жестина го критикував и режимот на Никола Груевски, па немав такви реперкусии. Тоа значи дека Македонија се движи од еден кон друг режим, условно кажано, а во поглед на оставете го тоа сега да видиме за прекин на преговорите. Океј, професорката Ванковски имаше една ситуација, таа беше исфрлена од комисија за ментори, ако не се лажам, како резултат на овој реваншизам. Веројатно. Значи, тоа се ниски удари кои што не доликуваат на една демократска влада. Ако е вистина, тоа е срам и тоа е скандал од невидени размери, вие да се пресметувате со интелектуалци. Во поглед на прекинот на преговорите, ајде сега да поминеме на стручното, на правното. Да, јас сум за прекин на преговорите, затоа што во 93-та година, кога Македонија станува 181 земја членка на Обединетите нации,
во резолуцијата 817, која што ја носи Советот за безбедност на Обединетите нации, се вели дословно брзо решавање на разликата, не оперира со спор, на разликата околу името. Брзо решавање. Сега, 27 години се, само не се брзо решавање. Се сеќавате, тогаш ни велеа за некој месец, за некоја година. За 3 месеци, да. Так. Следно, правно, што имате во процесот е при прием на земја членка во Обединети нации, релевантен е само членот 4 од повелбата. Тој вели, да сте држава, се сеќавате, Бадентеровата комисија кажа дека само Македонија и Словенија ги исполнуваат условите да бидат меѓународно афирмирани и признати. Никој други земји од поранешна Југославија. Значи, да сте држава и да сте мирољубива и да ги прифаќате повелбите на челата на Обединетите нации. Тие се условите. Нема некоја филозофија сега. Сега, кај нас во случајот, во нашиот кейс, имате еден дополнителен услов, а тоа е да преговарате за сопственото име, и втор дополнителен услов е деноминацијата. Сме примени под привремено име The Former Yugoslav Republic of Macedonia. Значи, тие два дополнителни услови, според правното мислење на Меѓународниот суд за правдата во Хаг, кој е врховен суд на светот, не постои судска инстанца над него. Во судски пресуди имало такви случаи кога СССР наметнувал дополнителни услови на Португалија. Слични такви тој вели невозможно е покрај овие три услови да барате дополнителни услови за прием. И од тука јас се залагам за меѓународно правна процедура која што ќе пресече со преговорите, официјално ќе ги извести Обединетите нации дека ние не можеме да се договориме со Грција, бидејќи навистина не можеме да се договориме. Тој е нерешлив спор, бидејќи меша идентитет, јазик, нација, се што историја и така натаму, и дека ние бараме во иднина Обединетите нации преку Генералното собрание да ни се обраќа под називот Republic of Macedonia. Впрочем, 137 земји веќе ја имаат признаено Република Македонија во овие транзицијски години под уставното име. Од нив 4 од 5 земји членки на Советот за безбедност не имаат признато. Значи ние го имаме целото мнозинство, така што грчката националистичка, експанзионистичка политика може да биде правно поразена, како што беше поразена со пресудата на Меѓународниот суд на правдата во 2011, кој што го земав баш сега кога се подготвував на емисијата, во параграф 103, се сеќавате, ние тужевме Грција, вели Грција не може да се противи на пристапување или зачленување на Македонија во НАТО или други меѓународни организации врз основа на намерата на државата самата себе да се именува користејќи го своето уставно име. Значи во параграф 103 на пресудата Меѓународниот суд на правдата го потврдува тоа што секој разумен човек ќе ви го потврди. Тоа е дека вие го имате неприкосновеното суверено право да се викате како сакате. И јас ова не го бранам од националистички политики, тоест визии. Мене ми се туги овие мафтања со знамето на Виргина и така натаму. Значи јас го бранам од типично автентични левичарски позиции на самоопределување. Впрочем, и вие сте сведок, бидејќи ја покривте онаа трибина, значи Левица е единствената партија која комуницира официјално со други грчки партии под називот Republic of Macedonia. Значи ние за 2 месеца имаме 7 гостувања на наши членови на Централниот комитет во грчки. Значи станува збор за некои од основачите на Сириза, кои што подоцна се отцепија, значи за официјални контакти, кај што ние сме ословувани со Republic of Macedonia без никаков проблем. Последно имавме обраќање на наш активист во Атина, потоа во Солун, во Патра, на сите тие нивни левичарски конференции, официјални средби, ние сме ослобувани со Republic of Macedonia. Значи, не сите грци се националисти, тоа ми е поентата. Значи, не е кон тоа да ги мразиме грците, дека се сите. Значи, и таму има разумни луѓе, се сеќавате и во книгата има петиции вакви, подпишувани од грчки интелектуалци. Значи, проблемот го гледам... А дури премиерот Ципрас, додека не беше, беше маргинална политичка сила, беше многу поумерен. Јас сум сведок на еден европски социјален форум во Истанбул, кога јас и Здравко Савески присуствувавме, представник на тогашната Сириза,
една жена, и не го памтам името, имаше излагање официјално во кое што го осуди грчкиот национализам, егејското прашање, протерувањето на бидејќи пазете, прашањето на егејското прашање не е само национално, туку е и класно прашање. Не заборавајте дека тоа се деца на партизаните од ДАК, каде што во граѓанската војна во Грција и грците левичари и македонците левичари се бореа за иста кауза против монархофашистите. И сите тие се протерани и подоцна се вратени само грците по род, додека за македонците. Според законот од 81 година само грците тоа го елаборираше, значи станува збор за грчки политичар кој ние со такви луѓе комуницираме од Грција, не со националисти, не со знамето на Виргина и така натаму. Така што овие спинови на провладините перјаници дека ние водиме националистичка политика се само за неупатените. Оние кои ги знаат работите се сосема поинакви. Така, професоре, и сега од оваа принципелна и правна рамка, да речем, што ја поставувате овде и од Обединените нации, се соочуваме со ситуација денеска, кога грчкиот премиер Ципрас, тоа го брифираат грчки извори и голем број медиумите објавуваат, очекува денеска, утре, задутре, македонскиот премиер Заев да се јави со цел да се пополни заградата за која што треба да се послужи за објаснување на терминот македонски, и тоа напишано на латиница, и во тоа според моите информации од Атина треба да стои дека македонскиот јазик и нација се дел од словенската култура која што постоела на овие простори овде после 7-миот век. И у фуснота објаснето. Објаснето во фуснота, тоа треба да биде дел од меѓународниот договор. Бидете спокојни, тоа не поминува, не. Не поминува според меѓународното право, меѓутоа ни според домашното право не поминува. Имено значи овие преговори кои што се водат се тотално правно нелегитимни. Впрочем, македонскиот уставен систем предвидува, стручно да се изразам, бицефална извршна власт. Тоа значи дека ние немаме само председател и само премиер, туку имаме и председател и премиер. Премиерот го бира собранието, председателот на државата, како шеф на државата, на републиката, го бираат граѓаните. И од тука уставот му ги дава него ингеренциите да преговара, да договара и да склучува меѓународни договори. Не на владата. Никако на владата. Значи, само во одредени ресорски, технички работи, образование и култура, како што ги наведува, и сите го забораваат, особено советнициве овие кои ги споменувате на премиерот, колку се специјален за ова, неспецијален, ваков, онако, сите тие, бидејќи се слаби во своите капацитети правни, го забораваат еден закон, донесен во време на Киро Глигоров, и председател на собрание е бил Тито Петковски. Тоа е закон за прогласување, тоест указ за прогласување на законот за склучување, ратификација и извршување на меѓународни договори. Според овој закон, во член 3, меѓународните договори во име на републиката ги склучува председателот на Република Македонија, не премиерот, председателот. Така што јас верувам дека за разлика од законот за јазици, каде што председателот беше само пропратна фигура во процедурата, кој има право на вето, суспензивно или џебно, спориме така. Тука председателот е примус, премиерот е секундус, ме разбирате? Да. Значи, председателот е главниот играч. Не можете вие само да го брифирате. Не. Тој ги води потезите. Од тука, јас не верувам дека председателот ќе подпише таков договор. Исто така, подоцна тој договор треба да биде потврден на референдум. И сега тука имате опции, тука ќе се вклучи и левица и други партии опозициони, каде што имате, според нашата стратегиска проценка, ќе оцениме дали е добро да се бойкотира, се сеќавате СДСМ како бойкотираше референдумот некои прашања не заслужуваат одговор, можеби ова прашање не заслужува одговор, па ќе немаат цензус да го сменат, или пак да гласате на против, значи тоа се калкулации, па ќе видиме како ќе биде формулирано прашањето. Така што ова е процес кој Гордиев јазол и кој не може така лесно да помине, така што јас апелирам граѓаните да бидат спокојни дека нема да дојде до... Јас сум оптимист дека нема да се промени името, бидејќи не може да се промени. Во интерес на граѓаните уште еднашка. Без председателот Иванов,
чии што Така. пораки јавни ми се чини како многу малку да ги анализираме. Така, тој молчи во Молчи, процесот, не меѓутоа знам зашто. имаше неколку соопштенија за јавност и Се изјави, држи. каде што сепак читајќи ги може да се препознае токму ова што вие сега убаво го објаснивте, дека практично председател доколку не стави подпис, и да не е инволвиран како што Така. не е инволвиран, Така. тој договор меѓународен со Грција практично не може да биде поставен на референдум. Не може ни да дојде до собранието. Значи, не како законот за јазици да го изгласаат, па овој да го подпише. Не. Пред да дојде во собранието, председателот е должен, тоест има право да го склучи. Во случајов, ако немате подпис на председателот, не можете ни да иницирате ратификација, ме разбирате? Ратификацијата се прави со закон во собранието, но тој закон оди од председателот преку владата до собранието. Така е законската процедура на овој краток и добар закон, донесен во време на Глигоров, кој се уште важи. Професоре, И овој закон е лекс специјалис во однос на законот за надвршни работи. И законот за надвршни работи исто така умесно оперира со термините мислење кога зборува за владата или мислење на министерот и на министерството. Додека кога станува збор за председателот, оперира со терминот одлука, разбирате, императивно дејство. Значи председателот во меѓународното право е примус, не е секундус. Не можете само да го брифирате. Не. Тој може вас да ве брифира, ме разбирате? Професор, ова што сега го кажувате, верувам дека е така, меѓутоа ми звучи навистина фрапантно, се работи за една партија Социјалдемократски сојуз кој што сепак има еден континуитет и од претходниот комунистички режим, и од комунистичкиот режим, да речам, каде што навистина има добри правници, луѓе кои што разбираат политика, добри советници. Како е можно да направи на ваква грешка? Практично ние на блеф преговараме со Грција, затоа што очигледно нема формална завршница на ова. Мојата теорија е дека тие се многу подпрени на странскиот фактор. И тоа им ги отпушта конците во контактот со домашната јавност. Тие се во сосема друга реалност во процесот. Вие не можете да спроведете успешен референдум за промена на име. Тоа се илузии. Ма какво сакате ставете го, ма какво сакате услов за влез во НАТО, по 30 години кога ќе влеземе во ЕУ, да го... Како сакате формулирате го, не поминува тоа прашање. Да беше така, ќе поминеше и во 93-та, имало 100 обиди до сега, ќе поминеше и во 2008 на Букурешкиот самит, ви текнува Република of Македонија, Скопје. Значи тогаш го прифатија и Црвенковски и Груевски, па не помнам. Значи, а сега имате, не знам, ДПМН не калкулира, јас не го знам нивниот официјален став кој е, меѓутоа имате игнорирање на опозицијата како релевантен. Еве, ние сме вон парламентарна, ќе речете, али тие се парламентарна. И не само тоа, тие се мнозинска партија, имаат статистички имаат најголем број пратеници. Така што не можете вие на мускули да спроведете нешто што е неспроведливо. Вчера американскиот помошник државен секретар Вес Мичел во обраќање во фондацијата Херидич во Вашингтон изјави дека дел од американскиот тим е практично дел од преговорите, но Мичел ги кажа на работа дека и покрај тоа што дел од прашањата за кои што тој говореше во регионов, иако се долгогодишни, постои многу мала шанса да бидат решени, што некако сме на истава линија со тоа што ние поради други правни пречки за решение на спорот за името, не само правни, имаме и расположение во јавноста кој што очигледно е против решение на името на штета на Македонија. И за крајот, за митот дека доколку не влеземе во НАТО и Европската унија, не започнеме преговори, дека Македонија ќе се распадне, споминавте претходно НАТО самитот во Букурешт, бев таму 2008 година, трагичен ден за Македонија, барем за мене лично, кога се јавува луѓе од Скопје и плачеа зашто не сме влезени во НАТО. Навистина, мислите дека Македонија може да се распадне доколку не влезе во НАТО и Европската унија? Според мене Македонија може да се распадне само со граѓанска војна меѓуетничка. Не на поинаков начин, не на одстранска агресија, не ако не влеземе во НАТО или во ЕУ, така што тоа е реалната опасност. И мојот совет како професор по право е нашата дипломатија конечно да се освести и да почне да вклучува наука бидејќи ова е наука. Значи, за спорот со името се пишуваат докторски дисертации на Кембридж, во учебници сме влезени како кейс стади не учат. Значи, треба да видите само како го добивме спорот во Хаг, со тоа што вклучивме професори кои си го знаат занаетот, ме разбирате, и странски и домашни, значи ние имаме и наши луѓе, имаме и странци кои ни се наклонети, особено професори по меѓународно право, така што конечно Македонија треба да се ослободи
од тој комплекс на нижа вредност и да почне суверено да си ги остварува правата кои што исследуваат по повелбата на Обединените нации како една од земјите кои што полноправно членува таму. Имено со оваа стратегија, да ве потсетам, Палестина, ако знаете кои се непријатели во оваа геополитичка игра, Америка и Израел, успеа да стане придружна членка баш по оваа процедура. Само неколку 20 земји гласаа против, сите други гласаа за Палестина. Разбирате, значи не го подценувајте и движењето на неврзаните, ви текнува на тоа движење под заборавеното движење од Тито. Сега Србија го користи тоа за да интервенира признавање на Косово. Пола свет е у тоа движење. Значи, ме разбирате, не се само и тие луѓе кои таму не може, грчката дипломатија не е се мокина. Они се мокни како регионален играч, меѓутоа на светски план и тие се минорни, бетер од нас. Така што вклучување на наука и правна процедура може да не избори за достоинствено решение и со тек на време грчката јавност мора да прифати дека постои македонскиот народ. Како што грчките левичари признаваат дека постоиме. Ние немаме никаков проблем во односите со нив. Така. Професоре, и за крај едно прашање, и така ќе бидам обвинет дека сум земал огромни милиони евра од левица и од вас за политичка промоција. Мала шега се разбира. Но прашање, разбрав дека сте биле член, односно советник во специјалното јавно обвинителство, зошто повеќе не сте? Па јас се бев од самото основање. Па да, ме даваа насител колку пари зимам и такви спинови. Бев советник неколку првите месеци од основањето, се додека не почнав политички да се активирам со левица, бидејќи сметам дека е доблесно да се повлече човек за да не може од една страна да бидеш во обвинителство кое ги гони твоите политички опоненти, ме разбирате. Јас сум човек со морал и доблести и верувам дека тоа се инкомпатибилни работи и се повлеков и сега не сум, веќе 2 години. Доколку принципот на конфликт на интереси се почитува во владата, колку луѓе ќе останат во администрацијата? Јас знам 2-3 што треба од актуелниве да се повлечат баш по тој принцип на конфликт на интереси, меѓутоа тоа е прашање на морал. Да. Професоре, ви благодарам за гостувањето во емисијата. Мислам дека ќе нашите гледачи уживаа во одговорите на еден свеж политичар, би рекол, како вас. Уште ви благодарам што бевте со нас. Тоа беше Димитар Пасиев, професор на Универзитетот Гоце Делчев во Штип и еден од членовите на президиумот на Левица, човек кој што без длакно на јазикот зборува отворено за сите прашања без разлика кој му е политичкиот противник. Ви благодарам што бевте со нас вечерва, ви закажувам повторна средба за 7 дена во истиот термин. Пријатна вечер.